Пред медиумите се представува како голем борец за работничките права, но пред вработените сликата е поинаква. Првиот човек на ССМ, Трендафилов, им поделил откази на 7 вработени, а 4 се суспендирани. На денот кога Сојузот на синдикатите одбележува 80 години постоење, дел од вработените го обвинија првиот синдикалец дека ги понижувал и вршел мобинг врз нив. Нелегитимниот председател Слободан Трендафилов, синдикалниот дом го претвори во логор. Па да не кажам ниско толку како капела. Ми избрка 7 души, 4 се суспендирани. А замислете, се бори за работнички права. Имаше период исто така му донесов новинари, пушташе плата по 3000 денари, а истиот збори по медиумите дека кој ќе дава под минималиот треба да одговара кривично. А што е ова? Во неделата 2 пати по 3000 денари, дали се тоа пари? А се бори за работнички права. Тој само глуми по медиумите. А замислете тој, председател на ССМ, председател на трговија, генерален секретар на градежници и по одбори, тој има преку 200-300 илјади. Кола располага, ужива како лорд. Благица Стојчевик, која била вработена во архивата на синдикатот, пак тврди дека во последниот период пред да биде суспендирана, Трендафилов намерно и давал тешки работни задачи и ја изложувал на притисок. Председателот не ме сматра за човек, никогаш не одговара на моите прашања, не ме ни поздравува. Се осеќам дискриминирано, понижено како жена, ми дава работни задачи од типот на кревање, тешки работи, преселби од една канцеларија во друга канцеларија, сето тоа врз мојот грб. Оние кои јавно проговорија за состојбите во синдикатот се сомневаат дека Трендафилов има направено голем број малверзации во работењето со буџетот. Тврдат дека пред неговото доаѓање на функцијата на сметката имало околу 600.000 денари, додека денес средствата биле речиси целосно потрошени. И токму во снемувањето на парите од буџетот ја гледаат главната причина за отказите. Дел од вработените предупредуваат и дека во подрумот на зградата има складирано мазут, што според нив представува сериозна опасност и отвара прашање дали се преземени сите мерки за безбедност и дека многу лесно може да се повтори трагедијата со изгорената дискотека во Кочани. За сериозните обвинувања побаравме одговори од првиот синдикалец Трендафилов, но засега тој нема никаков став.